Благодаря, министре, за одговорот. Да, дефинитивно она што го гледаме сите ние како граѓани, особено на социјалните мрежи секојдневно, не соодветствува со бројот на пријави кои вие ги добивате, а уште помалку соодветствува со судски пресуди за ова кривично дело говор на омраза. И јас истото прашање во следна прилика ќе го поставам и до јавното обвинителство, бидејќи навистина сметам дека сите надлежни институции, а тука се преце МВР и обвинителството во делот на санкционирањето и потоа и судовите се разбира во носењето на пресудите, мора да го препознаваат и соодветно да го санкционираат говорот на омраза. Ви благодарам што го спомнавте и Тетово. Мислам дека ова повеќе за јавноста многу е важно да знаеме дека особено кога станува збор за ЛГБТ и луѓето, многу се повеќе предмети на говор на омраза и на насилство од омраза и различна дискриминација по било кој друг вид и социјална и било каква, етничка, политичка во средините надвор од главниот град. Во Тетово ние пред 2 месеца имавме и физичко насилство врз еден долгогодишен ЛГБТ и активист и тоа навистина не е прифатливо за едно демократско современо општество. Ви благодарам уште еднаш за изнесените информации. Се согласувам и во делот на превенцијата, дека е тоа еден од клучните елементи покрај санкционирањето, но во делот на превенцијата треба да се вклучи дефинитивно и образовниот систем. Седа дека ние во нашите учебници и програми имаме дискриминирачки содржини, не можеме да очекуваме дека ефикасно ќе го превенираме говорот на омраза и понатаму делата од омраза што ги прати неминовно овој говор на омраза. И секако тука сакам да апелирам и до медиумите кои што навистина имаат во овој дел на една образовна, едукативна, да речам, функција на целокупната јавност, да реагираат и еве да направат некој вид на информирање, подобро и едукација на граѓаните во поглед на говорот на омраза и делата од омраза. Немам дополнително прашање, благодарам.